сме 99%. Почитувани, добре дојдовте во најновото издание на емисијата 99%. Вистинскиот човечки граѓански полиграф во кој се слушаат мислењата на луѓето, оние нивни интимни ставови по темите кои нив ги засегаат. Верувам дека и за ова издание на 99% ви подготвивме доста интересна тема, малку футуристичка, иако оние кои што се занимаваат со оваа професија би рекле дека тоа е наша сегашност, па и наша иднина. Денес ќе разговараме на темата на автоматизација на процесите, односно замена на човекот и човечката работна сила од страна на компјутери и роботи. На оваа тема денес ќе дебатираат Климент Арнаудов и Филип Илиевски. Добре ни дојдовте во студиото на телевизијата Вама. Добре те најдовме. Не е дека обожувам дефиниции, меѓутоа ќе започнам, Филип, од тебе, бидејќи најдиректно си поврзан со информатиката и токму со оваа тема. Како што реков, значи не е дека обожувам дефиниции, меѓутоа како би го дефинирале, како би ја дефинирале таа автоматизација на процесите која се случува благодарение на денешните технологии? Добро, тоа би одговорил по народски. Значи, тоа автоматизација се мисли да се замени некој процес што досега го правеле рачно или што траи многу долго време со некој процес што би го или машина што би го направила тоа многу побрзо. Така. Не ни е прв пат на некој начин да во текот на историјата како човештво да благодарение на некои достигнувања кои што сме ги постигнале да го менуваме човечкиот труд со некоја машина или со токму тоа автоматизирање на тие процеси, иако ни е далечна историја она индустријска револуција која се случувала, сепак е еден пример можеби како би требало или како не би требало да се случуваат тие процеси на автоматизирање, најмногу поради загубата на работните позиции на обичниот човек. Научивме ли нешто од таа индустријска револуција за да не ги повториме истите грешки? Доста интересно прашање, искрено, и релативно гледано немам некој дефинитивен одговор во поглед на ова прашање, затоа што има одредени позитивности кои што ги користиме понатаму или нормално по учење од минатото, меѓутоа има и грото негативности кои што во сегашност исто така ги повторуваме, за жал можам да речам дури рутински, несвесно, значи затоа и автоматизам, значи ги имплементираме во процесите без да водиме сметка дека можеби оние да речеме стари техники сега ајде да направиме на поврзаност во однос на земјоделието, да речеме, и неговата механизација, спој ќе сум упатен во тие работи отколку во компјутерските технологии. Имат, да речеме, на крилатица која што вели лабораре естораре или трудов всушност е молитва. Не случајно старите ја повторувале таа мудрост, затоа што ево во контекст на земјоделието што го спомнав, сега тежнееме кон таа маса продукција, значи со што помал напор да создадеме што повеќе, наводејќи сметка при тоа да речеме за тоа дали како ќе се одрази тој процес на механичка обработка на земјата врз самиот квалитет на почвата за војни. Значи некако сме преоптоварени со сегашноста, мислам во поглед на тоа на штетата која што евентуално би ја нанесли или на бенефитот кој што би произлегол од тој модерен начин, да речеме, но потреба на оваа технологија и процес на автоматизација во некои процеси кои што нашите предци претходно немале ни појма да ги применат едноставно тие модерни начини денешни. Тоа затоа и ти реков дека е малце контрадикторно, зависи и релативно гледано зависи од која гледна точка го гледаме, нели? Ке речеме дека можеби, ајде пак почнав со примерот на земјоделство да продолжам, дека можеби тоа ќе ги задоволи потребите на човештвото во однос на храна, нели? Недостигна храна има. Па ќе се примене уште помодерна техника на создавање семиња, знаеме тие ГМО семиња и слично, кои што ќе даваат поголем принос, меѓутоа не се гледа холистички при тој процес. Значи ние гледаме само еднострано. Ќе дава поголем принос и не ги гледаме, да речеме, другите нуспојави кои што би произлегле од таа модерна примена, да речеме, на алаткиве кои што не се на располагање. Затоа
Треба можеби и на тој став сум круцијално за сиве работи кои што не се случуваат во ова општество е да поработиме на свеста. На нашата свест и потоа да ги примениме овие алатки кои што ни се припомош на начин на кој што се одействува, на начин на кој што и се создадени. Затоа што гледаме и сведоци сме били во минатото дека многу технички, технолошки пронајдоци се злоупотребени. Ако нивната првична намена била сосем подруга, за добробит на човештвото. Не случајно самиот Тесла рекол. Науката може да биде обична перверзија ако нема за цел добробит на човештвото. Филип, ти си токму во полето кое што се занимава со автоматизација на процеси. Дали можеби ти си размислувал и во рамките на својата професија за тоа во кој правец би сакал да се развива таа примена на технологиите или она што компанијата каде што работиш го развива, да биде применето на вистина, да биде во насока на корист на човештвото или барем на таргет групата која ќе ја користи таа технологија, а да не биде, како што кажа Климент, да биде злоупотребена или да биде пак целосно безкорисна. Вака, значи јас работам во фирма што се нарекува Микросам и цел е да автоматизира некои работи, односно да ги подобри сегашните продукти со нови иновативни решенија. Како то не би се злоупотребило е тоа што сепак не работи со нуклеарна физика или со некои такви работи што би можеле да донеса штета на човештвото општо. Значи, то што се случува е подобрување. Исто како што некои продукти што ги имаме денес би се подобриле во иднина. Не знам, од типо на, да речеме, медицина. Некои апарати што се денес би имале зголемена прецизност утре. Значи, тука не губиме ништо, односно само добиваме. Како пример, докторот би имал попрецизни резултати и би дал подобра дијагноза. Темава некако ми има некоја научно-фантастична нијанса. Верувам дека така се чувствува секој лаик како мене кога ќе му кажат дека од утре роботи и компјутери ќе ја работат твојата работа и ти едноставно ќе мора да бараш некоја друга професија. Може би ќе се соочиме и со таа, што викаш, научна фантастичност, прикажана во тие филмови, роботи versus humans, значи роботи и борба меѓу роботите и човештвото. Генерално гледано, јас сум старомоден тип на човек, значи повеќе сакам оние традиционални работи кои што бабите научиле дедовците да си опстанат понатаму, затоа што сметам дека сепак биле доволно мудри за да ги применуваат тие нешта. Филип рече дека работи во фирма која што создава технологија и апарати кои што наоѓаат применето во медицината. Не точно во медицината како пример е, да. Добро. Ето пак со бабите и дедовците, значи во случајов знаеме како на традиционален начин не лечеле, ето и моите ме лечеле така како би кренала температура и тие работи со киселините и слично. Па сведок бев на економска пропаганда каде што се прикажува сосема обратното, значи промовира фармацијата промовира апче кој што ја запира главоболката, па негативна реакција од мирисот на киселината, така беше дадено, сега ајде да не навлегувам детално. Значи, пак се става примат на таа модерна технологија, без, пак ќе речем, да се води сметка за тие можни долгорочни, за жал негативни импликации кои што би се појавиле, а за кои во моментот не сме свесни. Конкретно и со медицината, ако ево генерално напредна е медицината, меѓутоа јас сум сведок дека болестите дури добиваат на замав. Нови болести кои што земаат уште поглобални размери и слично, како така напредуваме, а всушност болестиве никако да се искоренат. Ели тоа напредок и дали медицина всушност ние само една подкрепа, буквално да си се тешиме себе си во смисла се ни е дозволено, ако нешто скршнам, организмот нели ќе си покаже реакција, ќе се поболам, ги имам тука докторите, ќе ме спасат и после си терам стара практика, место да преземам нешто, да ја санирам причината за да последиците не се јават пак во видна таа болест. Значи, гледаш како и релативни се нешта во поглед на науката, технологијата, човештвото. Так, Филип, колку длабоко во иднината можат да погледнат оние
да речеме како компанијата во која што работиш или слични компании кои што се занимаваат со пронајдоци, создавање нови технологии, колку длабоко можат да погледнат во иднината и да се сигурни дека нема да се случи ова што вели Климент и дека нивниот пронајдок од утре ќе ја добие вистинската намена, останува некој матен простор некаде таму на крајот кој што е недогледлив и кој што тие не можете едноставно да го предвидат. Јас би сакал да зборувам за вештачката интелигенција малце, значи она што го замислуваме ние дека ќе биде по неколку стотици години пример или ова напредоков досега што го имаме добиено, значи во 1970-тите години имало многу шахисти што се чувствувале загрозени со појавата на компјутерите дека некој ќе направи компјутерска програма што некој ќе ги победи нив. И тодоаш никој не успел да направи, ама излегува од IBM Deep Blue, мислам дека се викаше, не е ни битно, и таја успеа да го победи најдобриот шахист на светот. И сега што се случува тогаш, очекуваме дека таја линија ќе падне, значи никој нема повеќе да игра шах, пошто е завршена игра, некој со тоа се занимава професионално. Значи и тука би се изгубила буквално работата. И она цела животна желба. Ама се случува баш противното, значи што многу интересно, шахот станува многу популарен. И сите тие што се професионалци почнува да работа после како учители, да учат нови луѓе, тогаш што појавата на интернетот и компјутерите се продолжува популарноста, значи се игра онлайн, се игра шах, се игра еден против друг, има еден многу надпревари, значи професионалните шахисти што ги даваат часовите зема многу пари од одражан час, затоа што се сепак тие најдобрите, односно тие што биле што ги споредили со тогашен компјутер. Тоа било 1980-та, кај сме сега. Вештачката интелигенција толку многу има напреднато, што за луѓето што не се занимава со тоа, изгледа нешто како да е премногу. Значи сега сме стасани до ниво да може да се препознае од објектот слика, што било невозможно претходно. Значи компјутерска програма да може да препознае на еден кадар, на една слика, што се случува во сликата. И еден куп други напредоци. Ама таа границата кај што сме сега стасани. Значи повеќе од тоа мислам дека напредуваме, ама никогаш нема да се добијат онаа вештачка интелигенција, односно свест да добие некоја програма. Многу научници, значи и Стивен Хокинг што се занимава со физика, мислам дека беше и Бил Гейтс, има зборувано како се плаши дека тоа некогаш би се случило, дека нешто такво би се случило. Ама во ниво блиска иднина не се гледа дека некош може да се направи програма што би имала све за самата себе си. Вештачката интелигенција помага за препознавање на некои работи, пошто работи на принцип на работата на мозок. Имаме доста моćни компјутери што може да го симулира на некој начин работењето и да научи на некои нови работи. Ама дека може да се свесни сами за себе, тоа нема да е возможно во блиска иднина. Така да најверојатно нема да ни се случи барем за сега сценариото од Јас робот со Вил Смит. Дефинитивно. Веројатно ќе преживееме да ја исконтролираме таа технологија што ја создаваме. И са не верувам јас дека има човек кој што ќе рече дека напредокот кој што го возможува или кој што го турка технологијата е непотребен и дека нема примена во животот на човекот, во оној дел на унапредување на човештвото. Меѓутоа не верувам дека постои ни човек, дури и како Филип што се занимава со истата таа технологија, кој што барем за момент не се има посомневано дека можеби некој пронајдок во иднина би имал некои не знам какви негативни последици или некаква негативна примена. Се плашиш ли од такво нешто, Филип? Па дефинитивно, значи слегува секакви видови на пронајдоци, така да не знаеме што може да се пронајде слично. Така никој не очекуваше индустријската револуција, така дојде едноставно и тие тоа време беше ново за сите, никој тоа не го очекуваше, така да не знаеме што може да се измисли следно. Да се надеваме дека она што Џорџ Орвел во 84-та книгата го има опишано, нема ни да не стигне, мада како што општеството веќе навлегува во тој така наречен трансхуманизам, чинам таа му е етикета на тоа доба.
Ништо чудно и да бидеме наблюдувани од тие камери, што сведоци сме, нели? Ништо чудно и да ни вградуваат чипови, знаете, теории на заговор ги нарекуваат, меѓутоа јас бидејќи сум и волонтер во Сдружение за заштита на животни, тоа со кучињата веќе започнато да се чипираат, па така почесто низ муабети спомнувам дека една легитимна предепизода на она што можеби во иднина го чека човештвото, за да не контролираат, убедувајќи не дека тоа го прават за да има поголем степен на контрола во однос на работните позиции, меѓутоа сметам дека тоа ќе завзема димензии дури во однос на приватниот живот. Впрочем, сведоци сме на овие ситуации кои што ни се случуваат, бомбите и слично, кое што на еден начин алудира и на ова што ни е вечерва тема на дискусија и со технологијата и незините злоупотреби или незините бенефити. Која е најстрашната последица што би можел да ја замислиш од некаква злоупотреба на технологијата која што сега имаме на располагање или која што некој утре би ја измислил, во смисла на не човекот само да ја загуби својата работна позиција и од утре да остане буквално на улица, туку и да загуби дел од себе си или од човештината. Тоа значи доста круцијално, значи се наметнува покрај таа контрола се наметнува кај оној кој што е контролиран на состојба наречена страв. Стравот е нешто што е најсимптоматично и најлошо за еден човек што може да го снајде, затоа што тогаш тој нема да биде спонтан, креативните потенцијали му се губат, уплашен човек, не е ни човек, буквално добива димензија на робот. Мене, да речам, идол ми е, јас сум левичар по дефолт, и нормално да си обожавам и автори од областа на антикапиталистичките литератури, тоа е Ерик Фром, каде што буквално во контекст на таа автоматизација на процесите и на воведување на технологијата во индустријата, посочува како сме скршнали буквално да го изгубиме своето јас и да изгубиме својата слобода, добиваме едно псевдо јас како работници и не сваќаме при тоа дека мислејќи дека ние ги контролираме машините, тие не контролираат нас. Затоа што сме заглавени. Ево, да речеме, и тука се паува еден релативитет во поглед на тоа, некој вика дека ако дојде доба на машините, не знам дали сте запознаени со Венера проектот на Жак Фреско, таа е предобра теорија, значи која што би нашла соодветна имплементација, каде што акцент се става буквално на тоа да се автоматизираат оние процеси каде што човекот нема потреба да ги работи тие работи, како би имал повеќе слободно време да се надоградува себе си. Меѓутоа, јас пак ќе се навратам на она. Мораме да обрнеме внимание на духовното, прво, на она, да го развиваме нашето јас и да се будиме себе си, да постепено ги сваќаме нештата и се доведеме во таа ситуација да самите решенија ни излезат пред очи. Затоа што сето друго ќе биде само, да речам, она што Ерик Фром го спомна претходно, значи да сметаме дека машините ги контролираме, меѓутоа не сваќаме дека тие фактички нас не контролираат и дека сме роботи ние буквално. Филип, ти мислиш ли дека човекот може до толку да го изгуби своето себе, работејќи на развивање или подобрување на нешто што веќе го има, па дури и да дојдеме до таа бизарна ситуација да човекот и роботот или технологијата станат, ајде можеби не едно, меѓутоа едно продолжение на дополнување еден на друг. Со создавање нешто ново, секој човек би се надградил самиот себе. Дека би измислил нешто, би направил нешто за човештвото, би го подобрил на некој начин човештвото, колку и малце да е тоа. Така да пак има нешто направено, не би се изгубил во тоа. Ево да речеме конкретно со Facebook, јас бев затоа и од старт го почнав тој муабет, немам едно тежиште во поглед на технологијава, кој што би го застапувал целосно, затоа што и помалку и наетливо претходно јас имав фобија од Facebook, буквално нема профил долго време. Меѓутоа, како што почнав со невладен сектор поактивно да се занимавам, видов дека единствена алатка која што ми преостанува за да делувам по масовна рамка е буквално Фејсбукот. Значи тоа е еден пронајдок
кој исто така може да се користи за позитивни цели и за негативни цели. Она што е лошо тоа е што најчесто голем дел младинава буквално го троши времето безпотребно на Facebook. Тоа е една генерална психоза, да речам, која што младината најчесто несвесно ја прави, меѓутоа која што создава негативни импликации општествени. Зошто ова го велам? Затоа што сведоци сме дека и во Охрид има голем степен на невработеност. Така, да ги поврзам малце повеќе нештава. Мене ме чуди како, доволно ти е можеби 1 сат за да аплицираш негде за на работа, нели, да истражиш работно место и слично, меѓутоа генерално гледано имаме доста слободно време затоа што сме невработени. Како младинава при толку проблеми со кои што се соочува општеството, да речеме дали тоа се животинките, дали загадена животна средина, дали некои други неправди со кои што се соочуваат и слично, место да делуваат, тие буквално тоа го прават, седат на Facebook или па седат на кафе, меѓутоа не комуницирајќи меѓу себе, знаете со онаа поза пред телефонот, што делува доста ужасно. И ќе речеме каде е моментот на социализација еден на друг. Таа хумана димензија која што за жал никако не може интелигенцијата вештачка и оваа апаратура и технологија да ја замени, тоа е она која што мене најмногу ме плаши. Доколку се автоматизираат сите процеси, ќе се изгуби таа баш буквално хумана димензија. Не можеме да имаме роботизиран келнер, затоа што вкусот на кафето доста зависи од како ќе ти биде понудено од страна на келнер. Роботот не би верувал дека може да ги менува емоциите како што може келнерот и да делува благопријатно на некој што е послужен. Така, иако некаде по некоја од емисиите од светските телевизии или некаде на YouTube каналот, ми се чини дека видов и кафетерија која беше целосно автоматизирана, така да и тоа не чека можеби во иднија. Ќе направиме тука една кратка пауза за реклами, а потоа се враќаме во студио ќе продолжиме разговорот. Приватна здравствена установа Захариевски. Нов 4D ултразвук. Прегледи за трудници. Гинеколошки прегледи. Прегледи на дојка. Инвитро оплодувања. Сите испитувања на едно место. Остварете ги вашите посекувања. Добре дојдени сте. Традиција и квалитет. Преку 50 годишно искуство. Житолеп Охрид. Житолеп Охрид ви нуди широка палета на производи од сопствено производство. Житолеп Охрид. Ние сме 99%. Драги мои, еве не повторно назад во студиото на ТВМ. За оние од вас кои сега се вклучуваат на нашата програма, денес дискутираме и дебатираме на темата на автоматизација на процесите или замена на човековата работа од страна на компјутери и роботи. На оваа интересна тема зборуваат Климент Арнаудов и Филип Илиевски. Ќе го продолжиме разговорот, особено во оној дел кој што можевме накратко тука за време на паузата да го начнеме, а тоа е која би била улогата на човекот доколку тие технологии кои што барем условно се насочени да му помогнат на човекот и да се себе развие во други области. Ако би дошле до степен да 80% од работите кои што сега моментално ги извршуваат луѓе, да ги извршуваат од утре некои роботи или компјутерски или софтвер наменет за таа цел,
каква би била и каде би била улогата на човекот, ама не само на онај човек кој што стои за таа технологија што е создадена, туку и онај човек кој што може би утре ќе изгуби работата затоа што еден компјутер ќе може да го прави, може би 10 пати подобро, она што тој можел дотогаш да го сработи, или барем така би рекле собствениците на компанијата. Овој страв не е само кај нас како луѓе обични и поединци, туку се ствара ке големите лидери. Барак Обама баш има размислување на оваа тема и тој вика дека машините ќе ни ја земат работата буквално. Го дава примерот со наједноставните банкомати. Значи како банкоматите би му ја зеле работата на шалтерските работници, да. Сега, одам статистички, пошто тоа ми е од стругата да речем, и вака. Во 1985 година во Америка има 60.000 банкомати и 485.000 луѓе банкари што работат на шалтер за исплаќање пари. И идејата тогаш е дека ако се заменат сите банкомати, односно сите банкари со банкомати, тогаш каде не би имало банкари не би работеле. Ама се случува баш противното. Во 2002 година, според статистика, има во Америка 2.000 банкомати и 527.000 банкарски работници. И тоа е малце вчудоневидувачки. Значи, и со развивање на банкомати и нивната технологија, пошто се подобруваат на секоја, се вработуваат се повеќе банкари. И тоа е онака спротивно тоа што би го очекувале, но сепак еве се случува. И што е уште поинтересно, исто во 2002 тие банкомати некој мора да ги одржува. Пријавени се 152.000 сервисери за тие банкомати. Што значи со зголемување на технологијата нема никаква промена во невработеноста. Исто направив една статистика да видам како технологијата баш во некои поголемите земји влијаела. Значи во Македонија од 1993 година до 2015 невработеноста е падната од 37 на 25%. Добро, во Македонија да речеме дека нема толку фабрики и дека нема толку машини што би замениле човек. Истото се случува и во Велика Британија и во Америка. Значи падната е невработеноста во Велика Британија од 12 на 3% и во Америка од 10 на 2. Значи секако низ годините таа се менува, се качува и се намалува. Ама ниедна од големите настани, како произведување на нова серија на процесори или нешто така, нешто што би заменило човек, ниеден од тие настани не е директно поврзан со бракање на луѓе. Значи сепак со иновациите не се работено, значи сепак ги користи некои тие иновации за да се прошири бизнисот или нешто. Добро, Филип, ама тука во предвид треба да се земат и повеќе фактори. Не е веродостојно дека благодарение на технологијата, ето, што ја направи испоредбава, дека невработеноста пораснала. Значи тука ево банкарскиот систем треба да се анализира и кризата која што настапи, треба да се анализира и самиот капиталистички систем. Она што е симптоматично за капитализмот е тоа што тој е прилагодлив на речиси све буквално. Во моментов капитализмот нема тежнение кон тоа да бидете еколошки одговорен. Мислам, конкретно во нашава земја. На запад се појавуваат тие иницијативи. Таму постана доста прилагодлив, дури има кованица екокапитализам. Значи, зелен капитализам. Што е симптоматично, што практички не е можно да суштината на капитализмот која е создавање профит по секоја цена, да го гомила профитот, значи што повеќе и повеќе, као сега наводно води сметка за животната средина, значи оксиморон невиден тој. Во однос на исто така на тоа дали ќе исчезнат работни места, можеби поради воведувањето технологија да ќе исчезнат, меѓутоа поради таа прилагодливост ќе се создадат нови работни места во нови подрачја. Технолошки вишок, нели? Така тоа зборче кој што фигурира кој што ќе ги испуштат. Фирмите кои што имаат соодветен менаџмент, нема да ги остават на улица, ќе знајдат начини ето да ги преквалификува, да ги вработа во некои други фирми и слично. Тоа во западните земји, кај нас во Македонија, далеку сме од таа менаџмент пракса. Она што мене ме плаши е тоа што
Ако се воведе таа роботизација на овие човечки аспекти кои што сега се одвиваат во работните процеси, постои можност да овој конзумеризам кој што го живееме да добие уште повеќе на замав. Сум гледал еден документарец Самсара се викаше и таму има баш една сцена каде што во Кина или Јапонија негде така наредени на лента, вработени сите жени и местат во пакети. И веќе рутина му е, буквално делуваат како робот, како машина. И нели се создава огромна количина на производство на тој производ во таа индустрија. Кога ќе се стават роботи, тоа сигурно ќе се квадрира дури 5 пати повеќе, можеби да речеме. Што со тие производи, како тоа ќе се одрази понатаму врз потребите кои што во денешно време гледаме дека всушност и не знаеме што е веќе основна потреба. Пазарот е затрупан со секундарно производство кое што во нормално општество тие производи не би имало потреба да постојат. Со воведувањето на таа автоматизација ќе се создадат уште многу други непотребни производи. Ево да речеме, пример ќе употребам со мобилните телефони. Излегува една серија, тој мобилен телефон, за еден месец друга серија, трета серија. Тоа е таа појава која што се вика перцепирана застареност, која што преку промоција, преку медиумиве се турка во свеста на луѓево да нон-стоп бара нешто ново. Ако телефонот е функционален, таа појавност на како мој комшијава да ја има подобар телефон од мојов, да ќе купам јас една серија понапред што е. И тоа е буквално тој трик кој што го метнува тој капитализам преку тие медиуми на масовна промоција. Така, кој според вас, иако можеби на некој начин ова прашање поттикнува некои теории на заговор, меѓутоа сите имаме право да имаме свое размислување, кој според вас ја има моќта да одлучува кои процеси од утре ќе се автоматизираат, а кои ќе останат онакви какви што се? Или да преведам поедноставно, кој одлучува кои работници благодарение на некоја технологија од утре нема веќе да работат, а кои ќе си останат на работа? Кој? Се знае тука. Оној кој ги менаџира парите, буквално, собственикот на таа фирма. Доколку смета, капитализмот е немилосрден. Доколку смета дека благодарение на таа технологија ќе има заштеда на трошоци, дуплирање на профитот, мислам дека собственикот, менаџерот нема многу да се мисли околу тоа, секако водејќи сметка да не ги прекрши драстично работничките права, согласно законската легислатива. Како да се направи баланс помеѓу напредокот и развитокот на технологијата и она што представува социјален фактор или она кое што во најголем дел го дискутираме во емисијата, тоа се работниците? Јас не се согласувам со ставот дека шефовите се уствари тие што ги носа тие одлуки, не се. Јас сакам персонално летало од тука до Охрид и до дома. Можам да го имам? Не. Сепак иноваторите се тие што одлучува. Сега јас ако мислам дека можам да направам робот, што би ме снимал, нема потреба да има камерман, така? Ама пошто нема, мора да има нешто, некоја да има камерманот, таа е функција. Значи не одлучува компанијата, односно студиото, кој ќе биде камерман, одлучува дали нештото веќе постои. За тој баланс сепак зависи од размислувањата на тој што сака да ја употреби технологијата, така да ако е некој постаромоден биодел со работна сила, ако не со роботизација и така натаму и така натаму. Ако е ултимативната цел на моменталниот систем на уредување или капитализмот токму тоа да го максимизира профитот, тоа секако ќе подразбира дека доколку треба да се отпуштат утре, не знам, 10.000 работници, иако во Охрид ги немаме толку, ако треба да се отпуштат 10.000 работници, таа нивната работа да ја вршат 5 компјутери, сигурно дека никој нема да се двоуми тоа да го направи. Искрено немам слушнато никој случај дека биле испуштени работници баш заради таква... Тие процеси се одвиваат спонтано и не се така заприметливи токму поради тоа да не се создаде еден огромен револка работничката класа па да се побуни. Тоа оди постепено.
Не може буквално во такви масовни размери, затоа што и од друга страна, доколку се отпуштат, тие вработени, верувајте дека тие ќе имаат тогаш нели послободно време, не знаете кога некој ви наметнува работа која што е рутинизирана, која што е до одреден степен напорна и слично, па не случајно и минимум 8 сати те држа на работно време, на работна позиција, ти се уморуваш, таму после немаш слободен простор да размислуваш. Порано помалку било работното време, па луѓето оделе во кафеаните, ќе имале место да продебатира, знаете. Едноставно се создавала една критичка мисла, вака преуморени дома, па фамилија ако има, па децата и слично, нема. Па нокните забави, нели нормално ќе ги наметнат за викенд и слично, да се трошиме, да не видиме дека нешто е труло во системов. Држи ги буквално зафатени, се вели во таа лева литература, за да не почнат да размислуваат и да се побунат. Затоа и во однос на таа технологија во масовни размери не гледаме отпуштање на работниците. Меѓутоа, постепено, суптилно тоа и се наметнува, а секако и нормално преку намалување на платите. Со воведување на таа технологија, нели вложува газдата во одредена технологија, тој мора некако да го искомпензира трошоците. Целта на менаџер на одредена фирма е создавање профит. Доколку не го создаде тој профит и доколку не доведе до покачување на акциите, дивиденда и слично кај сите оние собственици на таа фирма, тој ќе биде отпуштен. Немилосрден е тој капитализам. А во овој контекст кај што малце зачнав јас барем критички настроен кон капитализмот, кој што може слободно да се нарече корпоративизам, затоа што почетоците на капитализмот има сосема друга димензија, нешто налик на почетоците на социјализмот, кој што има па се извитопери после. Набрзо се формира и партија, сега ќе земам простор малце да го злопотребам на еден начин моја позиција и мојо гостување, ќе се формира партија во Македонија чисто која што ќе води повеќе сметка за овие работи, антиглобалистички ќе настапува, ќе води сметка повеќе за да се зачува таа хумана димензија, да се создаде солидарен дух меѓу работниците, кој што дух исчезнува поради овие технолошки пронајдоци, една од причините е таа. Левица, значи, и денови очекувајте дека ќе има во медиумите една јавна обзнана, собрани се подписите, така да алтернативата се создава, велам благодарение на еволуција на свеста на човештвото. Да ги оставиме партиите на страна. Да. Ако утре се разбудиме во свет во кој што најдосадните па и најопасните работи кои што во моментот ги работи човекот ги прават или ќе почнат да ги прават машини или компјутери, нема ли да остави тоа малку повеќе простор и време за луѓето, како што каже и Климент, да се занимаваат со некои покреативни работи, да се занимаваат со она што можеби од секогаш сакале да се занимаваат, меѓутоа немале можност затоа што морале да работат работа која што не знам повторувачка или е постојана во текот на целиот ден. За тоа многу фактори се виновни за да не се случи нештото. Значи, во смисол да нема слободното време да не го користат на начин да почнат да се будат луѓето. Зошто? Во Охрид сме цела Македонија околу 30% невработени, нели го спомнав тоа. Во Охрид околу 11% има повеќе невработени отколку тоа, значи 40% е невработено. Има полно млади кои имаат слободно време, а спомнав претходно, не го користат тоа слободно време за продуктивни цели. Дали посета на театарска представа. Мои врсници знам дека не ни стапнале тоа во кино да гледаат театарска представа или филм некој документарен кој што се прикажува. Не отишле ни да волонтираат ето во здружение, да речеме некој. Јас моментално сум растргнат на многу страни, во 4 здруженија и буквално се прашувам како може воопшто да не ги интересира при толку слободно време да делуваат. Еден круцијален фактор кој што го спречува тоа е и самото образование. Значи, самото образование е скроено по терк на тоа да го потпомага тој капитализам и нели роботизација, автоматизација на овие процеси, не водејќи сметка за хуманата димензија. Нема ли, Филип, да придонесе технологијата токму за ова за кое што споменавме во самото прашање, да помогне технологијата
да луѓето кои што буквално се замаени работејки една досадна повторувачка работа или пак опасна, не знам, го споменавме во нашиот неврзан разговор, тој изум за противпожарниот апарат, нешто што е значи потенцијално опасно и што може да спасува животи. Може би на сметка на тоа да имаме 5 вработени помалку, меѓутоа да имаме и 5 животи повеќе благодарение на тоа. Дефинитивно роботите, можда не главна, ама една од основните примери и примени му е работа во опасни средини, пример, кај што не може човек да пристапи. Истото е со роверот од НАСА, што е на Марс појден. Значи, се користат сепак за понатамошни истражувања роботи што на место од човек. Исто, јас тоа би го нарекол прилагодување на новото време, како што беше индустриската револуција, тоа се случува и сега. Значи, ние се прилагодуваме на новото време. Има измени и реформи во образованието. Значи, не знам за во Охрид, ама во Прилеп има компјутери за секое дете. Значи, тоа како се користи или не, тоа не знам, не би зборувал, ама дека компјутери се користат и тоа е иновација во образовниот систем, тоа е окей. Исто, имам забележано исто, не знам, за во Охрид, за во Прилеп, во сите средни училишта, по информатика има дел, не сум сигурен во која година, значи имам пријатели, другари што ми има кажано дека програмирање е задолжително. Значи, се прилагодуваме на новото време, уствари, се прилагодуваме на новата револуција, на дигитална револуција, еве. Значи, ако гледаме дека роботите ќе ни зема работата, тогаш се прилагодуваме како ние да ги користиме тие роботи за да преживееме понатаму. Значи, тоа е една од поинтересните работи на новото време, што ние одлучуваме самите за себе. Значи, јас ако го користам телефонов за седење на Facebook, можам да одлучам дали ќе го користам за тоа или ќе правам нешто корисно, или можда ќе комуницирам, ќе се слушнам со некој, ќе разменам некоја идеја. Значи, јас имам избор што сакам да направам. Како го користам времето, тоа е сепак не зависи од технологијата самата на себе. Значи, како што кажавме, може да и за позитивно и за негативно. Има истражувачи кои што работат на пример на биологија, на тема биологија. Тие може да направи лек за вирус или може да произведе некој нов вирус. Значи, тоа тука малце не е ограничено знаењето. Значи, тоа може да се користи за лошо и за добро. Исто е тоа со технологијата. Технологијата не е ни добра ни лоша. Ние одлучуваме како да ја користиме. Кој беше лајт мотивот кој тебе те натера да се прво да се образуваш во тоа поле, а сега и да работиш на истата таа тема на роботиката и на автоматизацијата на овие процеси? Татко ми беше електроничар и според него тој имаше купено компјутериште, јас го бев мал и почнав да се занимавам и беше доста интересно, така ги добив и научарите. Ето таа нус појава. И јас така ги добив. Да. Ама дефинитивно вредеше. Да. Значи од таму почнав, па после прво ме интересираа мали игри пошто бев дете, после почнав програмирање, почнав така некои работи да чепкам надвор од нормалното, значи како би си го зголемил знаењето, имам читано книги како да програмирам, како да се направи нешто и така почнува тоа тркало што после не запира, значи цело време истражувам што може да се направи поинтересно поново и така. Она што сакам да го спомнам, а кој што не го спомнавме се таа една појава наречена негативни екстернали. Тоа екстернали е всушност ненадоместено влијание, колку што се сеќавам кога учевме јас и ти на факултет. Ненадоместено влијание од одредено делување, тоа беше во контекст на предпријатијата, меѓутоа исто јас би го потребил во контекст на технологијава, ево поконкретно како технолошки пронајдок антените кои што да речеме можеби ни извршиле одредени позитивни работи во однос на мобилната технологија, во однос на сигнали, ево што сега во живо оди нели преносов на наше гостување со Филип. Меѓутоа тие зрачат, како што сум читал, доста зрачат негативни електромагнетски вибрации кои што ова современа наука и медицина не знам дали намерно ги игнорира или воопшто нема представа како тие се одразуваат на нашата појавност како човечки битија. Затоа што јас и помалку сум и
помалку повеќе спиритуална особа и верувам дека не сме само ова човечко тело, не имаме и аура и тие работи кои што благодарение на технологијата веќе можеме да ги видиме како не изгледа таа аура и како тие зрачења ќе влијаат врз нашата благосостојба на организмот. Значи, ево со научарите што спомна Филип, значи тие негативни екстернални нуспојави некако ги игнорираме, а и тоа како влијаат или зрачењето на мобилните телефони. Ето медицината сепак укажала се држат подалеку од срцето по настрана затоа што или надолго не се зборува на телефон затоа што знае да предизвика и рак на мозок и слично. Тие се тие работи кои ги занемаруваме, меѓутоа мора да се води повеќе сметка во иднина, затоа што и не само ние, во целиот муавет се ставивме само луѓе, во што со природната средина. Доколку се создаде таа автоматизација на овие процеси, доколку машините завладеат, гледаме дека и сега доста од ресурсите се екстрахираат, значи се трошат во поголем степен од онај кој што може природно да се обноват. И затоа земјава ги трпи овие климатски промени со кои се соочуваме. Нема ништо во природава кое што е случајно, значи се е поврзано, холистички треба да се наблюдува. Од старт го спомнавте муавет. Не само еднострано во поглед на технологија, во поглед на сите аспекти на нашето делување. Така, низ целата емисија провеува тоа дека, верувам сите сме согласни, дека технологијата е корисна се додека оној кој што употребува има вистинска потреба од тоа и знае како треба и за што треба да ја користи. Се надевам дека нема во некоја далечна иднина да се најдеме во ситуација да сите технологии кои што сме ги создале некако се свртат против нас и дека ќе успее да надвладее разумот, па можеби луѓе како Филип ќе создадат технологии кои што ќе ни бидат навистина корисни и кои што ниту ќе го намалат човечкото во човекот, ниту пак ќе имаат некои страшни негативни последици. Јас ќе ви се заблагодарам што бевте мои денешни гости, можеби не толку тема за широките маси, меѓутоа верувам дека беа овде кажани некои работи кои што сите ќе не поттикнат на размислување. Ви благодарам што бевте мои гости. Благодарам. Почитувани, овде е крајот на ова издание на 99% со некоја нова интересна тема ќе се видиме веќе наредниот вторник. Вие до тогаш останете на програмата на телевизијата Вама. Пријатно. Ние сме 99%.